Општините ќе добијат 250 милиони евра од централната власт за реализација на капитални проекти. Општина Штип ќе аплицира со проектот за продолжување на обиколницата од населба Железничка преку Пребег до викенд на селбата Плуждино. Градоначалникот Иван Јорданов посочи дека овој проект е веќе завршен, а се изработуваат проекти за нов мост на река Брегалница, како и реставрација на тврдината Исар. Предвидено е да се започне постапка за реализација на долго најавуваниот проект за продолжување на обиколницата од населба Железничка Пребег до викенд на селбата Плуждино. Станува збор за сообраќајница која што ќе го поврзе едниот крај со другиот крај на град Штип, ќе овозможи урбанизација на целиот потек, но најпрво очекувам на некоја наредна седница на Совет да се донесе одлука за експроприација на трасата каде што ќе поминува самата обиколница. Како што напоменав, проектот е завршен, издадено одобрение за градба, се очекува веднаш по ребалансот на државниот буџет и по повикот кој што ќе биде распишан, да конкурираме, да аплицираме со самиот проект и практично да бидат обезбедени средствата кои што се предвидени за општините и на тој начин да се реализира овој проект и да се урбанизира целиот потек кој што пред малку го споменав. Општина Карбинци ќе аплицира со проекти во инфраструктурата. Со 13 милиони денари планирано е да се реконструира главна улица во село Таринци, со што ќе се подобри начинот на живот и движење на овдешните жители. Општина Карбинци во рамките на ново најавените финансиски средства од страна на владата има спремено техничка документација за неколку проекти. Она што ќе го аплицираме во текот на месец август се во делот на патната инфраструктура, една улица, главна улица, би рекол, во село Таринци, која што ќе биде со износ од 13 милиони денари. Очекувам дека овие средства ќе ги имаме можност да ги искористиме до крајот на оваа година и навистина да можеме да направиме една разлика како е во прашање грижата на централната власт на граѓаните кон локалната власт и општините. Инаку, ребалансот на државниот буџет треба да заврши до крајот на месецот, пошто Министерството за локална самоуправа ќе отвори јавен повик на општините за да може да учествуваат со предлог проекти на истиот. Министерот за локална самоуправа Златко Перински порача градоначалниците навремено да ја завршат својата домашна задача и да учествуваат на јавниот повик.